Прашање 1 од телевизија Телма. ВМРО ДПМН ве обвинија за суета и надменост, затоа што ги одбивте мерките на Мицковски. Зошто не прифативте ни да го изслушате? Во време на голема светска криза, кога сите институции и сите одговорни граѓани се во функција на решавање на овој голем проблем, имаме ситуација во која Христијан Мицковски заедно со неговиот ментор Груевски се обидуваат да привлечат внимание, се обидуваат да шират паника меѓу граѓанството, се со цел да ушиќарат некакви политички поени. Очигледно е дека ароганцијата има огромна потреба од внимание. Баш вчера имаше економски совет на владата, предводен од страна на премиерот Спасовски, во кој представниците на опозицијата и дополнителната заменик министер за финансии Кочовска и нивниот представник Славески можеа да ги представат сите предлози кои ги има опозицијата по однос на решавање на овие заеднички проблеми. Но тоа се нема случајно. Ние како партија покажавме дека сме спремни да се соочиме со предизвици во изминатиот период. Се соочуваме со предизвиците и во овој момент и сигурен сум дека и го имаме решението и на крај ќе постапиме онака како што е најдобро, се во интерес на сите македонски граѓани. Ги имаме, ако дозволите, ги имаме примерите од шпекулациите поврзани со банкарскиот сектор, ги имаме предлозите од потреба од отворање на државните финансиски резерви. И сето тоа, мислам дека подобро запознаените во оваа проблематика се свесни дека станува збор за најголемото богатство кој го има оваа држава, финансиско богатство, кое всушност ги дава финансиските гаранции и кон банките во државата, меѓутоа и по однос на задолжувањето на државата пред странските кредитори. Не би сакал да давам дополнителни објаснувања, зашто сметам дека упатените во оваа проблематика многу добро знаат за што станува збор.